Почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорката на Академијата за јавни обвинители и судии, господјата Наташа Габер-Дамјановска. Господја Габер-Дамјановска, владењето на правото во Македонија е се уште една од најболните точки во ова општество. Како го оценувате досегашниот опит за реформирање на правниот систем? Владење на право е хармонизацијата на сите акти во едно општество, почнувајќи од уставот, па законите, па се до подзаконските акти. Значи, целата хиерархија на нормативните акти би требала да биде подредена во хармонизација со принципот на секое право кое што е опишано во уставот да биде доследно применето низ сите нивоа на креирање на правните норми. Друг аспект кој би можел исто да го објасниме како владење на право, предпоставувам дека алудирате на тоа, е еднаквата примена на правните одредби спрема сите граѓани на државата. Значи, да не постои различна примена или привилегирана категорија на граѓани, за кои одредбите можат повремено да важат, да не важат целосно, или пак да не бидат воопшто применети, наспроти категоријата на други граѓани, да речам обични граѓани, за кои што се применува доследно сите законски одредби, дури и построго од она кое што можеби реално би можело да се примени во одредени ситуации. Трета димензија на владење на правото е овозможување на контрола и соодветни почитување на сите правни принципи и врз лицата кои што еманираат одредена моќ во општеството. Обично се тоа економски, високи економски кругови, или богати бизнисмени, или пак политичари од највисок ранг, за кои што исто така практикувањето на нивната моќ треба секогаш да се сведува во одредени правни рамки и тоа така и да се применува. Мислам дека анализата на сето тоа треба да се прави внимателно и да се контролира од одредени механизми кои што веќе се поставени во општеството, или еве денови ве гледаме дека се структурира лицата кои што треба да бидат членови на антикорупцијската комисија и така натаму, сите оние тела кои што се надлежни во Македонија да го извршуваат тоа, треба да го извршуваат доследно и да се потегнуваат санкции и одговорност за оние кои што не ги почитуваат овие правни принципи. Ние имаме закони, ние имаме одредби кои што би требало да бидат применети. Прашањето е практично на самата примена, дали тоа се остварува во Македонија или не. Тоа е она што може да не прави различни во однос на еден претходен период и во кој правец треба да се придвижуваме. Според вас, што е она што му недостасува на овој реформски процес за резултатите од него да бидат повидливи за граѓаните? Стратешките правци и приоритетите мислам дека се веќе поставени. Постои акционен план за тоа како треба да се направи. Сега редно е секој од нас да си ја изврши својата задача, зависно од тоа кој каде нели е позициониран и која е неговата одговорност за да почне да се имплементира зацртаното. Тоа сигурно дека офаќа повеќе фази, офаќа некои закони за кои што се бара поширок национален консензус за да бидат донесени, но мислам дека мора да постои одредена државничка свест кај сите чинители што треба да се направи, која ни е задачата за иднина. Што мислите како ќе влијае врз довербата на граѓаните во судството последните случувања околу Врховниот суд и ограничувањето на работата на специјалното јавно обвинителство, како и амнестијата за дел од учесниците во настаните од 27 април? Па се гледа дека граѓаните се чувствуваат малку изневерени, разочарани во однос на овие собитија. Не постои експлицитен одговор за ова, можеби јас не би можела конкретно да ви го дадам. Актуелната состојба е комбинација на некои општи државни приоритети и јавен интерес кој некако го надвијасува оној кој што се однесува на владењето на правото во оваа смисла. Се надевам дека ова нема да трае долго, затоа што следната задача што ни предстои нас како општество е примена на правните норми према секого подеднакво, што значи дека во случај да постои докажано остварување на кривично дело, треба да постои соодветна одговорност и треба така и во иднина да се применува. Имаме одредени исклучоци, имаме одредени дисторзии со тоа што вие го кажавте.
Со оглед на приоритетите кои што претходеа, мислам дека ќе треба да живееме со тоа, но од сега натаму веќе ценењето на тоа како ние ги остваруваме нашите општествен ред и приоритет треба да биде на поинаква нога поставено. Јас мислам дека така ќе почне да се оценува и мери. По вашето долгогодишно искуство во Уставниот суд, сега по оваа временска дистанца откако не сте дел од таа институција, како оценувате неговата работа? Знаете, ако го се земе предвид какво е нашето уставно устройство и кој е позиционирањето на Уставниот суд во него, можеме да заклучиме дека Уставниот суд, ако сака, може да биде моќно тело, кое што е во состојба со своите толкувања и одлуки да даде правец во одредена примена на законите и подзаконските акти. Дали тоа се случуваше во минатото, додека јас бев уставен судија, мислам дека имаше голем број на проблематични одлуки кои што не помага многу во таа смисла. Верувам дека секој уставен суд, значи секој состав на уставните суди, тоа е и поединечна и колективна одговорност, дека секој уставен суд со толкувањето и позиционирањето за секој еден предмет кој што го работи, мора да си го стекне угледот и да го гради низ годините. Значи, во минатото Уставниот суд не се покажа достоен за задачата. Сега мислам дека се обидува да се позиционира, но може би тешко оди со оглед на стекнатиот имидж во минатото. Но верувам дека треба да се потруди повеќе, да се избори за својата цврста позиција и за да го изгради својот углед во иднина. Со оглед на тоа дека имавме еден период во кој што имаше голема дисторзија дури во однос на претходната пракса, не би можела да кажам на кој начин и во кој правец ќе се движат актуелниве предмети. Но мислам дека треба да смогне сили Уставниот суд и веќе да почне да ги решава тие предмети, а не да се влечка долго време во како бројка на предмети по кои што практично не е постапено. Знам дека не е лесно, но сепак тоа е одговорност на судот и судот мора да си ја врши работата и да го каже својот став, конечно. Кога дојдовте на оваа позиција, рековте дека се соочувате со интересен предизвик. Дали Академијата успева да ги задоволи потребите на обвинителството и судството од нови кадри? Па факт е дека и во јавноста е повеќе пати споменувано дека има голем недостаток на кадри, особено во јавно-обвинителскиот дел. Жалам што во 2016, кога требаше да се отворат повеќе места за нови слушатели, 60 места беа тогаш планирани, не се успеа да се запишат, практично повикот тогаш беше поништен, заради познатиот случај со јазичните сертификати. И може би и заради тоа, но и заради некои други чинители, целиот контекст е таков што во моментот предизвика голем недостаток на кадри. Тоа мора на некој начин да се надмине. Јас се надевам дека со новите законски измени што се предлагаат за Академијата за судии, се подготвува во моментот, се конституира работна група во рамки на Министерството за правда за да го разгледа новиот текст на Законот за Академијата за судии. Ако биде динамично донесен законот, убаво би било тоа да биде процесуирано преку парламентот пред почетокот на претседателската кампања, за да може нашата институција да ги почне подготовките за евентуална побрза организација на приемниот испит на новите слушатели. Идејата е да не се чека до есен, туку тие, ако поминат законските измени, тој приемен испит да може врз база на одлука на управниот одбор на Академијата да се оствари побрзо. Така би можеле да го скратимо на време на чекање и да немаме една изгубена година 2019, туку сите активности да почнат порано. Помена повеќе од една година откако изби аферата за меѓународните сертификати за кандидатите во Академијата. Правна разрешница се уште нема на овој случај. На што се должи тоа? Мислам дека се должи на проблемот со остварувањето на меѓународната правна помош.
бидејќи за сите оние случаи кои што се беа евидентирани дека постои проблем при уписот на поништениот конкурс за академијата, еве можам и со бројки да ви кажам, значи самата академија се обратила до јавното обвинителство и основното јавно обвинителство одговори на 29 мај 17 на 14 септември, исто така 17 година, во кој што тврдат дека самата постапка е во предистражна фаза, бидејќи тие барат преку меѓународна правна помош, побарале информација од Велика Британија и од Албанија за издавањето на тие дипломи. Но морам исто да кажам дека и во сегашните измени на законот, значи веќе се во сила, а и во предлогот на идниот законски текст, тестирањето за јазик, еден од трите јазици кои што се зборуваат во Европската Унија, значи кандидатот би бирал дали е тоа англиски, француски или пак германски, ќе се одвива во рамките на испитниот процес во академијата. Значи нема веќе сертификати, туку ќе се полага тука јазикот за да видиме како кандидатот го владее. Ви благодарам за разговорот. Благодарам многу на поканата за учество. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.